На пат за Витлеем. За наредните неколку денови предлагам за размислување да ја земеме иконата на рождеството Христово и тоа од византиската традиција. На тој начин, сметам дека подобро ќе можеме да го разбереме овој најзначаен настан во историјата на човештвото. И затоа е важно да се размислува за иконата која зборува за воплотувањето не само за раѓањето на Исус човекот, туку и воплотувањето на Бога. Гледајќи ја иконата, ни изгледа како сцена надвор од времето. Непосредниот фокус е на Марија, која не повикува подобро да ја разбереме нејзината улога. Приказот е сосем поинаков од она прикажаната во повеќе западни прикази за Христовото раѓање, поради што не е типично да се гледаат прикази на јасли во источната црква. Иконата на рождеството Христово е силна теолошка поука и ни го дава целиот настан за Божик. Да ја разгледаме и да размислуваме за неа, бидејќи го раскажува целиот тој настан во само една слика. Можеме да го забележиме Христос како е повиен во повој, во кој обично се повива детето по раѓање. Децата обично ги завиткувале во повои, во платно широко 10 сантиметри и долго 50 метри. Така би се завиткувало детето 7 дена, потоа се чистило и повторно се завиткувало, процес кој траел 40 дена. И во тоа време верувале дека тоа може да им помогне на меките кости на бебето да растат посврзано и подиректно. Многу слично на начинот на кој ги завиткували и луѓето во тоа време за погребение. И ова ја символизира судбината со која ќе се соочи Исус, како и сите ние, за да ни го покаже патот до животот после смртта. Во неговото воскресение, тој ќе ни покаже како и ние можеме да извојуваме победа над смртта, и тоа со вера и следејќи го него. Свети Ефрем Сирин пишува: неговото повивање им дава на луѓето наметка на слава. Забележите како јаслите не се традиционално корито за хранење, традиционални јасли кои што ние ги познаваме, туку изгледа како гробница, како мртовечки сандак. Ова е да не потсети дека Христос дојде во светот да умре за нас и за да ни ја покаже победата над смртта во воскресението. Таму ќе видиме на иконата и вол и магаре. И ова доаѓа од пророштвото во Стариот Завет, во книгата на пророкот Исаија. Волот го познава стопанот свој и оселот јаслите на Господарот свој. Овие животни се прикажани како го загреваат бебето Исус со нивното дишење. Покажува како и останатото создание се грижи за Спасителот на светот. За иконата на рождеството Христово ќе размислуваме во наредните денови подлабоко, но ова нека биде само еден мал вовет. На пат за Витлеем.